Длабоко врежено во географската и историската карта на Балканот, Европа па и светот, Преспанското езеро се проценува дека е старо меѓу 5 и 2 милиони години. Денес тоа е дом на повеќе од 2000 вида риби, птици, цицачи и растенија, но сето тоа е ставено под прашање. Многу е олечено тоа, овие објекти не беа тука, немаше ништо. Ја како памтам, код дете, горе беше водава. Каде? Ту, од озгора од онаму, па до овде да дојде, колку метра висина има, кажу. Кајчињата што некогаш биле закотвени во езерото, сега пливаат на сув брег. А некогашните плажи се само потсетник за она што било туристичка атракција. Алармот е одамна вклучен и кај домашните, но и кај меѓународните институции. Едно од нив е Рамсар мисијата, под чија заштита езерото е од 1995-та. Рамсар е меѓународна конвенција за заштита на водени површини, која е потпишана од 90% од земјите членки на Обединетите нации. Неодамна, представници на конвенцијата го посетија езерото и најавија препораки за спас. Повеќе од очигледно е дека со текот на годините Преспанското езеро изгубило огромно количество вода, а со тоа несомнено и дел од својата убавина. Најавените препораки од Рамсар мисијата се можеби последната сламка за спас на езерото. Секако, доколку доследно до нив се придржуваат Македонија, Грција и Албанија. Советодавното тело на Рамсар направи обиколка на езерото во трите земји. Ги собра потребните податоци во координација со представници од државите што го делат езерото, а првичните резултати ги најави за јули. Препораките може да бидат нови, но причините зошто Преспа губи вода се добро познати. 360 степени известуваше за нив пред 5 години. Езерото постојано губи вода бидејќи го полни Охридското, кое е на пониска надморска височина од него. Потоа тука е злоупотребата на вода за земјоделството. Последните години голем фактор се климатските промени изразени преку намалени врнежи на дожд и снег. Поголемиот број проблеми се познати за локалните власти, вели градоначалникот на Ресен Јован Тозиевски, и дополнува дека единствено со заеднички сили, подкрепени со меѓународна помош, би можело да се зборува за потенцијален спас на езерото. Навистина не е преголем делот на локалната самоуправа каде што може да, но слободно можам да кажам, па од друга страна нас најмногу не боли, мораме најмногу да бидеме посветени. Очекувам огромна помош од Рамсарската конвенција, а најмногу во делот на детектирање на проблемите, но и поставеноста на сите чинители на едно место за заеднички да го пронајдеме решението за Преспанското езеро. Локалната самоуправа и во моментов добива помош од Европската Унија преку проектот ЕУ за Преспа, вреден 18 милиони евра. Преку него се очекува да се работи на изнаоѓање решенија за заштита на езерото и регионот, како и на ендемските видови што обстојуваат тука. Најмногу ме влева надеж подпишувањето на тој договор, да кажам, меѓу најрелевантните чинители во трите држави, но во секој случај и заинтересираноста на Европската Унија. По последната средба со евроамбасадорот истакна и самиот дека ова не е само проблем на Преспа, на Македонија, Грција или на Албанија или само на Европа, туку ова е многу поголем проблем, глобален проблем, каде што треба да го издигнеме на многу повисоко ниво за решавање на проблемот. Налето може би и ке не идете на по некој турист, но сега некогашните плажи зјаат празни. Во сон се и ретките кафулиња, кои се уште функционираат на крајбрежјето. Рекоа дека ќе го чистат ова, како што е, ќе помнато песок, добнатре, па од сето ништо. Овде газбава на овај објект, секоја година песок, како што гледате, секоја година му тужи. Али пак џабе, не бега, тоа е, види, кал, излеги. Мало далга, еден ден, 2 дена, кал, цело. Нема нешто
Да се смени нема. Џабе. Недалеку од ова место се наоѓа викенд населбата во селото Претор. Таму го сретнавме 80 годишниот Петре Јончевски кој живее во Битола. Викендичката ја изградил во 80-тите години на минатиот век. 20 години од животот ги поминал работејќи во Париз, но вели дека ништо не може да се спореди со мирот што го нуди Преспа. Преспа како Преспа друга нема, да се разбереме. Независно каква е и што е. Ако погледаме колку планини обкружуваат и што имат на средина едно езеро убаво, пред исчезнување на жалост, е Калифорнија, како да речем. Ама не та Калифорнија во Америка, што е да речем наша овдека. Сите услови за човек да си го продолжи животот. И покрај фактот што овој предел го има можеби најчистиот воздух во земјава. Јончевски вели дека не може да се оди против климатските промени, кои во комбинација со човечката негрижа и фактот што се уште не постои системско решение, се смртоносна комбинација за состојбата на езерото, кое буквално исчезнува пред нивните очи. А да се спаси езерото, песимизам. Ако ја погледаме Иван планина во Мала Преспа вамо, Галичица таму, Перестер одавде, сите се голи, нема снег, нема. Значи тој снег требаше да остане и летно време да имат. Затоа што ако остане некоја длапка кај што е, да рече, ако има снег, тој ќе црвоса, ама ќе остане летото. И па тој ќе се стопи, ќе си оди пак во земјата. Нема дотек. Песимистички на состојбите гледа и еден од ретките постојани жители на селото, 88 годишниот Јордан Ефтимов. И тој прстот го вперува во човечкиот фактор, кој според него е главниот проблем за исчезнувањето на едно од најстарите езера во светот. Езерото слезе са наполна трска, никој не одржаваше, значи го изгубиме езерото. Од луѓето. Не, природата што отпред да не можеме да се бориме. Ама кој ќе се чистеше, кој ќе се одржаваше, не ќе имаше песок. И војската ја чистеше плажата. Не може да се чисти езерото. Да е натово ќе вадиш некој отров, ќе изгори требата. Во ово езеро не може, ќе отриш сите риби. Тој е скептичен дека ќе се реши проблемот. Неоти нема решенија, туку зашто не верува дека има заинтересирани страни, кои вистински ќе се заложат. То може да спречи тамо, кој ќе го финансират. Езерото е на сите, да е на еден како било. Да е еден, ќе еш пиперки и кромит, ќе исплатиш стан од куќата. Ако е на сите, ако имаш да речеме поќе браќа да пуштат, не можеш ништо да направиш. Кај нас тоа е. Не интересат ни грците, ни албанците. Но во Рамсар мисијата има експерти од Албанија и од Грција кои се заинтересирани да се спаси езерото. Што би можело да се очекува да понудат како решение, од Министерството за животна средина не ни открија во детали. Генерално, вели советникот во секторот заштита на природата Исуф Фетај, главна тема на посетата било управувањето со нивото на водата и хидролошката рамнотежа во него, со фокус на соработката меѓу трите соседи на прашањата. Misionin e fundit të Ramsar, të cilën e kemi kërkuar ne si shtet nga viti 2021, pas kërkesës son i është bashkangjitur edhe Republika e Shqipërisë dhe e Greqisë. Pas një misioni një javor që kam pas në liçenin e Prespës, në teritorin ton dhe në pjesën e Shqipërisë dhe Greqisë, ato më në fund do të thotë kanë bërë një vlerësim të gjendjes momentale të biodiversitetit dhe balansit hidrologjik të liçenit të Prespës. Do të thotë ato pas këtij misioni do të përgatisin një raportim me rekomandime për të si të menaxhohet në të ardhmen nga këto tri shtete ky liçen. Рамсар мисијата има техничка и советодавна улога, односно обезбедува независна експертиза и подготвува препораки за подобро управување со водните и биолошките ресурси. Нивното спроведување е многу важно, а тоа зависи само од луѓето,
и државните институции во трите држави кои ја делат Преспа.